Добро вечер, 24 анализа, добро дојдовте. Рамис Мирко се најде во црното американско друштво. Неговата партија по еднодневен молк денеска излезе да каже дека ги замрзнал функциите во Мала Речица, меѓутоа без да го повика да си поднесе оставка од градоначалничката функција во Струга. Мирко пак, иако денеска беше фатен на камери како доаѓа на своето работно место, се уште без коментар за новинарите и за јавноста, за наводите на САД за висока корупција, меѓутоа и за 6 пријави кои што се актуелни и активни во македонското јавно обвинителство, кое што пак конечно и тоа денеска се разбуди, да каже дека допрва ќе ги проверувале и оние пријави кои што биле завршени. Контраверзниот судски совет пак, ако не се занимава сам со себе, вели апсурдна најава, кажува дека допрва ќе го проверува Струшкиот суд, иако ниедно од обвиненијата или кривичните пријави не ни имало обвинение, не ни стигнало до судот. А лидерите на партиите се сосема поинаква приказна. Премиерот Димитар Ковачевски секој ден го осудува тоа што Мирко се нашол на црната листа заради корупција, тој и неговото семејство, меѓутоа без ниеден конкретен повик за коалицијскиот партнер со кој што соработува неговата партија на локално ниво да се поднесе оставка. Мицковски исто така преку Мирко ја критикува државата дека ја води мафија како што вели, меѓутоа без конкретно да одговори како ни му пречела корупцијата на Мирко, додека и неговата партија соработувала со него. И сега, ако премиерот вели зошто Вашингтон го вида тоа што не го видоа македонските институции, и прашањето зошто Вашингтон и Стејт департментот мораше да го вида тоа што не го видоа ни политичките лидери во Македонија. Мирко е клучната тема, меѓутоа и само како вовед за нефункционалноста на правната држава, нешто во кое што се колнат сите политичари, особено на стартот на евроинтеграциите, кои што нели го очекуваме долго. Јас сум Душица Мрѓа, вечерва гости во 24 анализа, Шемси Салави, ДКСК, односно антикорупцијска комисија. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер и благодарам за поканата. Благодарам што прифативте. Слаѓана Тасева, Transparency International, добро вечер, добро дојдовте. Благодарам за поканата. Благодарам што прифативте. Иво Ранџеловиќ, политиколог, за оној политички дел во однос на пораките од САД, особено за ДУИ, бидејќи тие толку време се колнат токму во сработката со САД. Ви благодарам што прифативте поканата. Благодарам на поканата и добра вечер на сите. И сега се двомев дали да стартувам со тоа дали Мирко треба да остане градоначалник на Струга или за оние фамозни 6 активни пријави со кои што обвинителството денеска не почести дека се уште се случуваат. Сепак мислам дека она што се очекуваше денеска по обраќањето на ДУИ беше некоја конкретен епилог, односно да го повикаат својот градоначалник да се поднесе оставка. Господја Тасова, треба ли Мирко да остане на таа позиција? Не знам дали сум вистинскиот човек да одговори на ова конкретно прашање, меѓутоа ние секогаш треба да зборуваме за интегритетот. Тоа е најважното кај луѓето кои што се наоѓаат на такви одговорни позиции, функции. Исто така интегритетот е многу важен и во однос на граѓаните. Граѓаните се тие кои што треба да бараат сега одговорност и отчет од нивниот градоначалник, кој што очигледно дека неговиот интегритет веќе се доведува под прашање не само од граѓаните на Струга и на Република Македонија, него и од надвор. Многу пати досега градоначалникот на Струга бил предмет на разговор или на разгледување од страна на надлежни институции, меѓутоа кај нас не заживеа некаква практика да луѓето кои што немаат интегритет или луѓето кои што и малку ќе се појави сомнеж во нивниот интегритет дека ќе треба да поднесат некаква одговорност. Значи прашањето на одговорност се уште не е сведено на минимум, односно на нула, пред се заради тоа што не постои никаква опасност или страф од тоа дека некој
ќе се дрзне да ги праша за нешто или да ги повика конкретно на одговорност и дури и да се преземат определени мерки. Ако сме некаде на друго место во некоја друга држава, Мерко не би требало не само тој би требало не да не биде градоначалник, туку ќе треба веќе да заборави и да се бави со политика. Значи, апсолутно ваквата ситуација би значила негово целосно елиминирање од сцената на политиката и од градоначалничката позиција на една општина која што тој ја води, која што не е ни мала општина. Само е истото прашање во однос и на тоа што имаше ДКСК во изминатиот период и за некои конкретни позиции се изјаснуваше, каде што има судирни интереси, непотизам и така натаму. Ни една препорака до сега, барем јас не памтам дека беше ефектуирана. Конкретно за Мирко, дали може да ова што го вели господја Тасева, кога некој ќе го стават на американската црна листа, не е Мерко ни прв ни последен. Таму и поранишниот премиер Никола Груевски и Мендук Тачи, кој што е актуелен пратеник во собранието и така натаму. Меѓутоа, наводите се за цврсти докази за висока корупција и за мешање во правосудството. Треба да остане да води општината, макар и да биде избран од народот. Јас се надоврзувам за тоа што и господја Сладјана спомна за интегритетот, лицата со интегритет, кога ќе се појави и најмалото сомнение дека незаконито има работено или сгрешно со законот, треба да поднесе оставка и не треба воопшто да се занимава ни со политика, ни со јавни овластувања во државата. Ние за Мерко имавме предмет каде се констатирани некои незаконити действија во однос на финансиското работење на општината, кои беа надоградени и донесени врз основа и на конечниот извештај донесен од страна на Државниот завод за ревизија, кој во текот на нашето постапување, некаде ние во средина на година 2019 имавме отворен предмет по сопствена иницијатива по наводите од јавноста за недомаќинско работење со општината. Отворивме предмет меѓувремено и дојде извештајот, конечниот извештај од ревизија, тоа некаде во ноември 2019 година, и ние врз основа и на тие наводи од ревизијата и на тие што ги собравме, фактички поднесовме иницијатива до Основното јавно обвинителство за одговорност на Мерко. Меѓу другото, во тие прибирани информации имаме и констатирано дека во некои постапки и основниот суд на суд од Струга, во Струга, имало донесено некои решења за исти побарувања, но различни решења. Тоа се однесело во моментов кога беше блокирана сметката на општината во 2010 година. Да се купи аудит. И сега имало барање до судот за да се остават минимум средства кои за да располага општината заради основните работи. Од 2010 до 2013 фактички се има одобрено и произнесено по тие барања, но после тоа имат одбиено барања и најзначително е барањето од 2016 година, кога се барало да се зголеми основниот лимит за работа на општината, е одбиено, но истото барање, со исто образложение, со иста фактичка состојба која се барала од општината во наредната година, 2017, е донесено решење со кое му се одобрило на општината, донесено решење да се зголеми лимитот за основните работи, некаде од околу 30 милиони до 50 милиони, сега не фаќате за точните цифри. И ние до Судскиот совет се обративме тогаш за преиспитување на работата на судот во однос на тие два решења од 2016 и 2017 кои беа сосема потполно исти, кај едната е донесено една одлука, кај другата друга. Значи, различни решења за исте барања. Тука ние видовме дека има
политичко влијание врз судството од страна на Мерко и баравме до судскиот совет да се преиспитат тие две решења од судот, кои се донесени од истиот суд, од истиот председател на судот. Ние по тоа представка што доставивме до судскиот совет, тие долго време не постапиле по тоа. Накнадно доставивме ургенција. По ургенцијата ние ни одговориле. Значи ургенцијата, представката е доставена некаде крајем 2019 година. По ургенцијата ни е одговорено некаде мај 2021 година, значи по година и пол. И каде што првично кажува дека не наш таква представка, но со оглед на тоа дека при ургенцијата ние доставивме и копија од претходната представка, знаеш, со треба да се однесуваат таа представката, тие на предметот тие ни одговориле дека по однос на тоа дека се поминати 3 години за постапување, дека е застарено и од другата страна за измена на самите решења од судот не е надлежен судскиот совет, туку тој што ги донел решењата, односно судот. Тој што ги донесе, тој има надлежност и да ги измени. Така да ние по тоа ние донесовме одлука за запирање на постапката со образложение дека постапиле други надлежни органи и ние не бевме веќе надлежни за понатамошното постапување. Така да со оглед на ваквите обвинувања, не за Мерко, туку за било кој од лицата кои вршат службени овластувања за незаконито работење, а по однос на тоа што и ние имаме констатирано со одредени иницијативи или за јавното обвинителство или за одговорност до владата за одредени одговорни лица, треба тие да дават оставка и не треба воопшто да продолжуваат со поставување. Без оглед на тоа што одлуките се запират, се отфрлат со наводи дека немаат елементи за јавно обвинителска одлука и така натаму. Пример, ние Сашо Мијалков како завршуваат неговите предмети, кои што беа нели најбитни на саја, сакам Рангелович тука да го прашам од политички аспект. Значи, оно што го кажав и во водата, секој ден ги слушаме и Димитар Ковачевски и Христијан Мицкоски. Осудуваат се, обвинуваат и така натаму. Денеска премиерот отиде со еден джекор понапред, велики дека доколку тој бил на местото на Мерко, тоа ќе го сметал за сериозен срам, пораз и така натаму и дека самиот ќе си поднел оставка. Меѓутоа, јас пред емисијава контактирав со советниците во општина Струга и на ВМРО, и на ДПМН, и на СДСМ, и тие ми велат дека немаат никакви насоки и дека немаат никаква насока, ајде парафразирам, централата во Скопје, како да се постават, дали да бараат одговорност од Мерко и така натаму, а дополнително не ги слушнавме ни Ковачевски конкретно да побара оставка. Знаете како, јас немам некој технички одговор со поширока елаборација, имам едно поинакво мислење и сметам дека господинот Мерко не треба да поднесе оставка во однос на тоа што е во контекст на тоа што е ставен на црната листа, туку би требало да поднесе оставка доколку навистина бил дел од тие действија кои се поврзани со корупција, бидејќи црната листа ниту била ниту смее да биде формален учебник по кој ќе се поведе политичката пракса во Македонија. А доколку се повика и поднесе оставка во тоа име, сметам дека после тој чин и многу обвинители и судии би требало да поднесат оставка, доколку се испостави дека тој човек е навистина крив и биде правно процесуиран од институциите на државата. Така што малку наивно би изгледало тоа доколку даде оставка во моите очи барем со тоа што е ставен на таа листа, бидејќи како што сите напоменавте, претходно и многумина и актуелни политичари били и се ставани на таа листа, ниту еден од нив не е правно процесуиран, ниту пак некој од нив, ниту пак ни господинот Мерко со неговата фамилија би го загрозил на било каков начин безбедносниот или функционирањето на општиот систем во Соединетите Американски држави доколку отиде таму. Значи, не се работи толку овде за некоја законска облигација, колку што сметам дека има политички мотив таа црна листа да испровоцира нешто во оваа држава и тоа е апсолутно легитимно. Не далеку дека ќе почнам. Мерко е еден од многуте, не знам дали ќе се сетите, меѓутоа Јали Ахмети беше на црната листа и беше експресно тргнат, а во меѓувреме немаше никакви
правни процеси кон тој господин кои би оделе во негова полза. Тоа доволно кажува дека црната листа е пред се политички инструмент. Значи Али Ахмет е бил ставен, во рок од 2 години бил тргнат. Ништо не се случило за да се стави ниту да се тргне во очите на јавноста. Имаше процеси кои што политички ги затворија Груевски. Па да, меѓутоа гледаме дека тоа е повеќе политички инструмент за нешто да се издействува. Така што не гледам некоја огромна, не знам каква тежина во таа црна листа, ниту пак нешто ова ќе биде некоја додадена вредност на ово општество, доколку дури ако Америко поднесе оставка и биде па и правно процесуиран понатаму што и да се случи. Прво, тој господин нема таква политичка тежина, се работи за локален политичар, и второ, додека амбасадорката на САД нели го коментира тоа, паралелно се случуваат многу посомнителни корумпирани действија на политичката сцена од актуелни политичари, а ние зборуваме за Ремис Мерко што се случувало во Струга и така натаму, додека истовремено се случува и нешто повеќе, нели актуелно може и ќе се развие понатаму вечерва каква тема. Така што тоа е мојот заклучок. Алудирате на Бехтелинг? Имате Бехтелинка, некој вчера слушам го купува, ја купува Соравија, така мислам дека сето тоа треба да нели да задзвони алармот во јавноста многу повеќе отколку што правил Ремис Мерко, бидејќи шумот на јавноста одамна алудира на тоа што прави господинот Мерко. Јас сметам дека никој од нас не е изненаден за тој господин што бил обвинет или е ставен на црната листа. Мислам дека јавноста одамна е јасно. Прашањето не е дали господинот Мерко е корумпиран, прашањето е зошто е санкциониран. Господин Таса? Да, јас мислам дека тоа би била најголемата грешка ако сметаме дека ова не треба да биде никаква додадена вредност во нашето општество. Затоа што мораме да го имаме во предвид контекстот. Сепак, ова е сфера во која што многу работам и пред 1 месец се вратив од таму. Значи, ова тело, институција во Соединетите Американски држави која што го стави господинот Мерко на таа листа, по таа одредба 7013 се која што вели за недозволена трговија со дрога и клептократија. Значи, ова е се воспоставено откако председателот на САД Бајден ја донесе неговата антикорупцијска стратегија. И тука нема шега. Значи, тие се ново воспоставени институции кои што ги следат сите активности во државите во кои што тие имаат интереси и со кои имаат стратешко партнерство. И не само со тие. И сето тоа е многу силно поврзано со заштитата на човековите права. Јас би рекла, ние ќе направиме најголема грешка ако сега не седнеме, почнувајќи од врвот таму на обвинителството и на државата, добро да се проучи што е тоа за што всушност е ставен Рамис Мерко на црната листа. Затоа што јас сум многу загрижена ако тоа е поврзан со такви типови на кривични дела. Затоа што во Соединетите Американски држави корупцијата се поврзува се повеќе со заштита на човековите права, но се повеќе се поврзува и со организираниот криминал. И ние, наместо да седнеме и да кажеме, да видиме што прави државата со барање за меѓународна правна помош во кривично правна материја, па ако ние не ги имаме тие информации кои ги имаат оние, мислам дека мораме да ги имаме, затоа што сме вклучени во таа мрежа на меѓународна правна помош, почнувајќи од сферата движење на парите и се повеќе се засилуваат мерките за следење на парите во светот, не само во Америка. И ние мораме да ги повикаме институциите и сериозно да се запрашаме што е ова што се случува. Затоа што тоа за што тие го ставиле на црна листа по таа одредба по која го ставиле, значи дека нешто се случува овде, за кое што тие ни праќаат порака. Ние мораме оваа порака да ја прочитаме како што треба и да ја разбереме како што треба. И да ги побараме сите информации кои што тие ги имаат, за да видиме како можеме ние да се справиме со тоа. Сигурно не е изолиран случај и сигурно не е единствен случај. Единствен вклучен во таа целата работа, затоа што сепак зборуваме за активности кои се следат и на ниво на целиот овој регион.
И затоа мислам дека ова е многу сериозна работа. Не станува збор само за интегритетот на Мерко, па ние сега презумпција на невиност, се разбира, се додека не се докаже дека е виновен, тој по основа на интегритет и по основа на ветинг, високи функционери треба пред да одат таму да се кандидираат, некој да ги провери контактите, имотна состојба и така натаму, за да се види дали тој човек навистина треба да биде таму на таа функција. Во меѓувреме или сега веднаш треба министерот за правда, најодговорен за меѓународна правна помош во кривично-правна материја, да побара од сите нив да му ги достават сите материјали, јас сум убедена дека ги има. А тие наши обвинители кои што потрошија милиони на обуки во Соединетите Американски држави насекаде по светот, и кои што сега имаат таму и човек кој што ќе ги разбере уште побаво, ако до сега некој не ги разбрал во обвинителството сторителите на кривичните дела. Мислам дека конечно треба да покажеме сериозност и да покажеме дека ние сме подготвени да се бориме против криминалот, затоа што во светски рамки се објавува силна реакција и борба против организираниот криминал, организираната корупција, нелегалните финансиски текови, кои што очигледно добиле некој дел или свој крак, отишле дури до Соединетите Американски држави и заради тоа тие реагираат. Значи, тие реагираат само кога е загрозен нивниот национален интерес и тогаш кога се загрозени човековите права. Многу силно се работи таму по основа на Магнитскиот акт или законот за Магнитски, кој што е заснован посебно на заштита на човековите права, за кој што ние овде, како и да не знаеме дека постои усвоење во Црна Гора и во други држави кои што не се околу нас, а кои што се однесува на заштита на, односно борба против корупцијата со која се загрозени човекови права. Имаме ли капацитет или поточно имаме ли волја за се тоа кога да речеме еден од победнигните примери ги кажа господинот Салев? Значи, ние до сега во нашава искуство десно грло на оваа држава и на овој систем е обвинителството. Ако досега еднаш го направивме во 2015, сите заклучивме дека тоа не го бива понатамо, се создаде специјалното обвинителство. Сега случаите се вратија таму. И ние повторно имаме ситуација дека во јавното обвинителство само гледаме дека постои неефикасност, незаинтересираност или дури обратно, постои една појава на штитење на оние кои што се вклучени во криминалот или на одредени структури, за да не се поведе против нив било каква постапка. Едноставно се однесуваат како брана и заштита на криминалот, наместо да се борат против криминалот. И затоа тука ние во однос на капацитетот, а тие истите луѓе одат на обука во Америка. Значи истите тие луѓе треба да знаат кои се и интересите и механизмите со кои работи Америка. И затоа ме чуди што или се надевам дека еднаш и некој од нив ќе се најде на таа листа. Ме чуди што ги нема досега. Се води ли постапка за Мерко актуелна кај вас во антикорупцијска? Да, актуелно има уште еден предмет. За кој предмет, за какви постапки и што ќе има, што ќе излезе од наодите, од истражувањата, тоа ќе биде допорва која ќе ги собереме сите и ќе донесеме одлука во јавната седница, јавно ќе биде изнесено. До тогаш не можеме ништо да кажуваме од презумпција на невиност и Па добро, не готов. Па сега малку ние на довестате ни бидејќи она што го видов денеска. Без оглед да се значи од на говештањата, ако сакате баш да ви се надоговеси до каде и зашто се работи, ние имаме денеска или вчера слушавме дека има уште 6 постапки во јавното обвинителство, до сега имавме некои што имавме, од тоа фактички се во склоп на тие. Значи едната со друга се поврзани или временски или за одредени работи или за исти работи, но со нови елементи, така да не би сакал да изнесам повеќе информации за тоа. Што се однесува до црната листа што е ставен со аргументите што ги има Стейт департментот во врска со Мерко, јас се сложувам со Сладјана дека тие имат некои докази за тоа, но
чудно е што нашите обвинители и судот не го открил, а од другата страна, па како посебен столб, како значи своја автономија во државата, што не можеме ни ние, ни никој од надвор да влезе во работата на судството, треба да се добро запрашат и да ги разгледат одлуките што ги има до сега донесено. Дали се во склад на тоа, дали нешто пропустиле намерно или ненамерно, и да се разгледуваат. Сега слушнавме и од судскиот совет дека ќе формира некоја комисија да се преиспитат работата на Основниот суд во Струга, што некако чудно ми е кога веќе тие постапиле, носле една одлука и некој решение за тоа, сега како ќе донеса за иста работа поинаква одлука, пошто се гледа дека треба поинаква одлука да носат. И тука доаѓаме до тоа дека довербата во судството е многу мала, и тоа перцепција од корупција, тоа анализите повеќе се прават од граѓаните. Сега имаше последна на ОПСЕ, каде што самите суди не веруваат на тоа сакав да го напоменам. Сега имаме таа анализа од ОПСЕ во соработка со нас, Издруженијето на јавни обвинители и Издруженијето судиите, каде што тие спровеле анкетата кон судиите и тие фактички објавуваат, значи податоците страшни, дека имат притисок од своји колеги, од председатели на судови, од политика, за што влијат врз нивните одлуки. Така да, тоа е најстрашното од таа перцепција што имавме од порано. И тука треба заиста добро да се размислува и да се направат некои реформи, што одамна се започнат и никако да завршуваат. Ако ги слушнете политичарите и актуелните и поранишните, сите зборуваат за реформи фантастични во правосудството, и за стратегии, и за стратегија за корупција, и за стратегија за правосудство и така натаму. Што е политичката порака од Црната листа? Па нешто поважно од политичката порака е суштината на сето ова. Значи, ќе се повикам на една констатација на Анте Поповски, некаде за референдумот за независност, кога вели дека татковината не треба да се љуби со врзани очи. Сметам дека и ние вечерва тоа не треба да го правиме. Како може да сме зачудени зошто Рамис Мерко досега не е процесуиран, зошто судиите заташкале некој предмет? Па истите тие луѓе и органи на прогон кои треба да го гонат овој човек се поставени од апаратот од кој е поставен Мерко да биде градоначалник. Како може да очекуваме сам на себе да се судите? Мислам, ова се случува 30 години во држава, не со Рамис Мерко. Кој да го суди Рамис Мерко? Судија кој е поставен од истата партија, од истата влада. Апсолутно, спомнете, одредени луѓе биле на некаква тренинг практика. Значи, дајте да не се лажеме, луѓе. Оваа држава функционира врз база на партиско-политички интерес. На Јупитер може да отидат на тренинги на обука, кога ќе се вратат, ќе ја спроведуваат тоа што ќе каже партијата. И сега ние сме вечерва зачудени како тој предмет е затешкан во судот, како тој некој судија не постапил. Мене ништо ова не ми е чудно. Значи, дајте да погледнеме реалноста и да бидеме конструктивни. Ја не сум представник на ниту една институција, за жал или за среќа, зборам без ракавици. Тоа е вистината. Дали нас нема кој да го суди Рамис Мерко. Капацитети е категорија луксус. Далеку сме да разговараме за капацитети. Прво треба да погледнеме реалноста во очи и да кажеме и да имаме капацитети. Кој е тој што ќе го суди Рамис Мерко? Кој е тој што ќе го суди Сашо Мјалков? Кој е тој што ќе му забрани на Никола Груевски да излезе од државата? Не обуки, не заташкувања. Тоа е начинот по кој ние функционираме. И додека не зборуваме за тоа, додека не сме искрени кон тоа, не ја љубиме татковината на ниеден начин, камоли па со врзани очи. И добро, што е суштината политичка според вас? Политичката суштина е на сето ова? На сето ова е дека општеството да ставиме клуч и ајде од почеток се, така? Не, меѓутоа убаво би било, ама и неизводливо. Ние сме сите криви. Општеството е тоа што излегува и гласа за сите овие луѓе ги поддржува. Значи, ајде да не играме сега јајцето или кокошката, меѓутоа доколку народот и општеството не превземе нешто околу ова, народот е истоштен, едноставно изморен, оној дел што изневерен многу пати. Така, и Шарината револуција е последниот пример на изневереност на граѓанството. Тоа е плодна почва за корупција, кога ќе го измалтретирате народот едно 30 години, го лажете со некакви имиња на држава, презимиња, устави и глупости, доаѓате до една ваква ситуација.
И сега Рами Смерко го направивме, Пабло Ескобар, не знам какви наводи имало со ова, со она. Мислам, овде луѓе однесува државата. Не дрога, не корупција, државата ја однесува. И ние сега зборуваме Рами Смерко, кој мислам дека во целава работа е медиокритет. Не е лесно да ви дадам одговор кој е решението, меѓутоа треба секој од нас да почне да го решава во смисла да се освести, бидејќи вака очигледно не оди. Доколку ние сега излеземе, нели, направиме протести, може ќе се процесуира човеков, може не, ќе заврши таа приказна. Еве тврдам дека ова за Рами Смерко ќе требаше недела две и сите ќе забравиме. Ниту ќе правите емисии на телевизија за оваа тема, ниту некој ќе пишува за ова. Ова све ќе се заборави. Затоа што ќе излезе нов Рами Смерко. Апсолутно. И тоа само така. Кој што нема да биде процесуиран. Наместо да се чудиме како нишко и ништо не презема за ова, треба да збориме и да мислиме и да делуваме во тоа да преземеме нешто. Тоа е моето мислење. Се надам да звучи многу политички. Извинете, малку само уште една дегресија. Ние имаме овде случај во оваа држава каде што злосторства против човештвото се затворија со автентично толкување во собрание. Имаме случаи каде што притворени, буквално од притвор, ги носеа во собрание да гласаат за промена на името. За каква свест не зборувате вие општествено? Имало и полоши настани во оваа Вие држава. два, например, бидејќи едните со едната, другите со другата Така е. политичка елита. Апсолутно се согласувам и гледате како јавноста некако лесно се носи со тоа, во смисла го пречвакува и понатаму продолжуваме како ништо да не било. Не ја ставам вината ниту на јавноста, ниту на политиката, ја ставам во сите нас. И веројатно сите сме криви за се ова што се случува. Сите сме ние Рами Смерко на некој начин. Немој да мислите дека некој од нас сега да бил градоначалник на Струга дека подобро ќе постапил. Да бидеме честни. Така, може да, може не. Меѓутоа судиме, истовремено го поддржуваме тоа. Истиот народ утре ќе излезе, ќе изгласа таа партија, ќе дојде некој нов Рами Смерко и тоа ќе се врти. Значи, сакам да би ја поделил како да кажам, таа колатерала не само на тој човек, туку на сите нас. Господин Стамилов, Јас се надоврзал со тоа, значи да се излезе од оваа ситуација не е лесно и не може преку ноќ да се излезе. Тоа е работа од менталитетот на не на овој народ, на оваа држава, туку на ово подневле, балканското поднебе повеќе како менталитет го имаме тоа. Сакаме да поставиме луѓе да избереме, па после да ги навредуваме и да ги осудуваме дека не работат. Значи, и сме склони и на едното и другото. Сега, ние не треба да се чудиме на вакви работи, ние треба да се чудиме зашто кога другите доаѓаат тука и дават некои активности и ние почнеме да се раздвижиме и се чудиме како не откривме ние тоа. Значи, целата работа е да се подигне свеста на граѓаните со разни обуки, со разни укажувања, со разни вакви примери, со од избраните лица што ги избравме и што ги под наводници ги плукаме дека не работат како што треба, тие се од нас самите. Значи, не се паднати ни од Марс, нити се носени од некоја друга земја, туку ние ги избравме, ние ги поставивме и ние избравме. Значи, кога ќе ги нема нив, ќе бидеме некој друг од нас. Фактички пак исто. На најтранспарентен начин во собрание го поздравија ЕУ-са, така натаму, овој сустав на антикорупцијска. Тој е единствениот случај до сега и мислим дека правевте пресови, отваравте случаи, раскажувавте, укажувавте за судир, за непотизам, за се кривични пријави до обвинителството. Кој е епилогот? Која ваша кривична пријава се ефектуираше го фактички сите иницијативи, има еден случај што е завршен сите кривични пријави што ги имаме до сега не стигнале до судот, туку се до самото обвинителство или се паднати или се уште се разгледуваат, се собират информации. Од другата страна ние имаме барани и одговорност од другите органи за избрани именувани лица кои не работат согласно законот, ги прекршуваат законите, но пак и од нив ништо немаме. Место одговорност имаат покачување на платите. Разни инспекцијски служби, разни други надзори што констатирале, значи констатират некоја слабост, некоја незаконито работење и не постапуваат, туку само како констатација го стават
Па дури има до тоа да видиме што ДКСК ќе каже за тоа. Или Државен ние завод за ревизија, например. Ние не можеме ништо да постапиме, да очекуваат како ние ќе одлучуваме, па органи да постапуваат поти. На крај краишта ние констатираме истата состојба, ќе ја констатираме, пак до нив ќе доставиме. Еве, има неколку случаи по 100 евра казнати прекршечно дел од функционерите што тоа делот злоупотребуваат што нас ни државни... дава во тој дел за прекршување, тоа се однесува за навремено доставување на Сакам анкетни листови. иронизирам. Тоа не е тоа што треба да е. Нашата работа повеќе во превентива, значи треба превентивно да делуваме во корупцијата, значи да ја спречиме корупцијата, не да ја лечиме. Оти за лечење гледаме дека не може никако да се лечи. Очигледно ни да ја Очигледно спречиме, не можеме. како што треба. Пауза за реклами, па продолжуваме конкретно со тоа што денеска го прати јавното обвинителство како став за сите пријави на Рамис Мерко. Продолжуваме со разговорот во 24 анализа ставањето на струшкиот градоначалник Рамис Мерко и неговото семејство на црната листа на САД поради докажливи дела од висока корупција и влијание во судството како мотив за сето она што на Македонија и се случува во правната или пак неправната држава. Тоа е она тема за која што вечерва дебатираат Сладјана Тасева, Иво Рангеловиќ, Шемси Сали. Господиот Тасева, овој денеска излезе, вчера цел ден бар чекавме став, и одговорот беше дека се координираат меѓу себе, собираат информации. Денеска ги собра. Има дека во моментов пуштија соопштение има 6 активни предмети за Мерко во обвинителството. Сите се во фаза на предистрага. И она што е да кажам, апсурдно, дека и една што датира од 2015 година и таа е во фаза на предистрага. Дали треба да бидеме зачудени? Значи, тие немаат ништо, немаат, да не кажам, поима што работат. Значи, немаат евиденција какви предмети има кај нив. Побарај статистика, нема статистика. Побарај евиденција, нема. Какви случаи имаат, како може 3 дена да не знаат, или тој јавен обвинител на Република Македонија да не поведе сметка до сега, тоа се луѓе со висок ризик, политички експонирани лица. Тие треба секогаш да се први на работа, на планот за работа на сите институции, вклучително на антикорупцијска, вклучително на јавниот обвинител. Не може пријава против лице кое што е од висок ризик, затоа што е политички експонирано. Тие се лица кои што тргуваат со влијание, може да бидат изложени на влијание, располагаат со многу средства. Значи, тие пријави треба први да бидат земени во разгледување, за да се намали и можноста понатаму да бидат корумпирани или да ги злоупотребуваат своите функции. Токму поради ова на нас не се случува ова што се случува. Значи, јас морам да реагирам на ставот, секој од нас да беше Мерко, така ќе реагираше. Аман, не. Затоа што не можам да бидам таму во оваа политичка констелација. Таа политичка, оваа ситуација е таква. Заробеноста на државата и контролираноста на сите институции ги прави односите вакви. Јавното обвинителство не требаше вака да излезе со соопштение, требаше да каже веднаш кои се обвинителите што ги држаа предметите во ФИОКа. Имаме ли информација? Што ќе прават со тие обвинители? Не да истражуваат за делата оти се во предистрага, него да видиме кои се тие обвинители, многу би сакала да знам. Ќе ги истражуваат и обвинителите тие што ги затвориле веќе. Аман, тие што ги затворија кривичната пријава на Државна комисија за спречување на корупцијата, сега повторно ќе ја отвориле. А овие што ги држат во ФИОКа, како застареа делата на Сашо Мијалков и на сите од Еве чекаме судски да се затоа што Енвер Беџики да го стави на ги држал во ФИОКа во предистрага по 8 години, после тоа ќе застари делото откако ќе го изведат и ќе го евентуално додека да го отфрлат, оно и ќе застари. Значи одговорност на јавните обвинители, прво на тој првиот јавен обвинител што седи таму, кој што нема никаква контрола над работата на обвинителството. Нити знае колку предмети има, нити какви предмети има. Нити кој што работи. Читај податоци за меѓународна правна помош, нашето јавно обвинителство не дава податоци за меѓународна правна помош.
Мислам, односно, контакт точките во Министерството за правда. Значи, барај статистика не можеш да најдеш. Одговорност на првиот човек во обвинителството, на овие конкретни обвинители. Луѓето мора да научат дека не само што ќе одговараат со тоа што ќе изгубат функцијата, ова е злоупотреба на службена положба. И сите пријави... Затоа што ова е прикривање. Они не може така да се однесуваат. И сите пријави кои што, нели, само кодните имиња, бидејќи се во предистрага, не можат ни да кажат детали, се со по член 353. Значи, сите се за злоупотреба на службена злоупотреба на службена положба, односно коруптивни кривични дела, кои што треба да имаат приоритет во постапувањето. Значи, јас мислам дека сите ние, како што викаме, треба да реагираме, треба да бараме одговорност од обвинителот и отчет кои се овие луѓе и зошто така постапиле. Да се провери нивната поврзаност со Мерко, да се провери нивната имотна состојба и се одма да се знае за тие обвинители кои што досега не постапиле по тие пријави. А исто така и за сите оние кои што не постапиле по сите други информации кои што постојат за Мерко. Значи, ние мораме да почнеме да расчистуваме со таа мрежа корумпирана која што седи во самото обвинителство. Тоа е нашиот голем проблем за да се справиме со криминалот и да имаме владење на правото. Понатаму ќе одиме и во судството кај што бараме да се спроведе ветинг и за мене не е проблем ако во еден период останеме без суди, па и така не работат. И така предметите стојат. Не само во кривичните и во граѓанската, каде што уште поголем е проблемот со корупцијата. Поарно да се соочиме со тоа, да смислиме како ќе отвориме можност да влезат други суди, има правници кои што можат да станат суди, не мора само овој модел на влегување во судство. Значи, се може да се направи ако се сака. Ама оваа политика не сака промена. На оваа политика и одговара вака да остане работата. Што е, народот треба навистина да мисли кога ќе гласа, дека и едните и другите што се денеска на власт продолжија со она што беше претходно. Во насока на јавното обвинителство во постапка во предметиве, ги гледам на како две појави, во две насоки. Едното е начинот, односно самиот актот во материјалното внатре, што имат, дали е отфрлена или не постапена како што треба, и второто, што повеќе и поголем проблем е кај нас, е тоа што констатиравме по наши предмети, ненавремено постапување. Значи, разумливо е дека предистражна постапка може да трае зависно од тежината на предметот и материјалите доказите кои што треба да се прибират. Но имаме енормно одуговлекување на предмети што се и за обични акти што треба да се носат. И тој проблем што ние го имаме и го баравме сегогаш со Советот на јавни обвинители и од Судскиот совет за судските одлуки, ние никогаш не баравме да се преиспита одлуката која е донесена или актот, обвинителскиот акт од страна на обвинителите, туку постапката дали постапил на време и зошто се одуговлекува, дали има влијание од страна политиката или од некои други лица, така да во таа насока ние гледаме поголемиот проблем. Значи, тоа што ги одуговлекуваат постапките се до нивната застареност и после едноставно нема веќе ни смисол да се заврши. Случај каде што самиот судски совет констатира намера на судијата Инвер Беџити дека намерно го затајувал, го држал во фиука 9 месеци предметот Таргет тврдина, клучниот на СЈО за масовното прислушување, и се уште нема никаква реакција од тој судски совет за истиот тој Инвер Беџити, кој што беше и кандидат за врховен судија. Се случи се што во судски совет заради Затоа јас го спомнав, значи двете насоки, едната начинот како се донесува, другото одуговлекувањето на постапки. Најголемиот проблем го гледам дека е тука. Тука застаруваат предметите, во актот не може некои работи да ги сокрие во обвинителскиот акт или судот во пресудата ако веќе се доказите, но со тоа одуговлекувањето на постапките веќе се застарува и не се земат во предвид воопшто. Нема кога да гони.
тука е главниот проблем, затоа Ни треба ли ново СЈО или сега? Значи ние видете уште ние кога бевме во Или нов судски совет, не знам. Овој проблем Паралелен. ова не е нова работа уште. Ние кога бевме во антикорупцијска комисија, првиот спор или судир со јавното обвинителство беше токму на таа тема. Извадете ги предметите од ФИОКа. Сите тие крупни предмети кои што беа поднесени и кои што стана и до ден денеска нерасчистени. Значи, овој проблем не е нов, овој проблем се влече, само што сите тие што ќе дојдат на власт со ветување дека ќе се преземе нешто за борба против корупција, едноставно продолжуваат така да се однесуваат. Значи, оваа состојба не се надминува со обуки, со подигање на свеста, со менување на закони. Оваа состојба може да се надмине само со менување на луѓето. Не можеме да ја смениме, тие се таму по толку многу години и тој начин на однесување во таа институција, во тоа обвинителство е така вкоренет и всаден, а мислам дека морам некоја многу радикална промена таму да се направи, пред се ветингот и потоа конкретно да се смени се од корен. Јолович, која е политичката порака? Дали има политичка порака? Од сад до дуј. Бидејќи оваа црна листа ја чекаме веќе со месеци наназад, па се спекулираа разни имиња, па се очекуваше дали ќе биде времето, тајмингот ќе биде околу уставните измени, ќе има политички влијанија и така натаму и така натаму. И иако Агелер кажува, амбасадорката на САД, дека не е Мерко прв и единствен, дека дополнително ќе има таму проширување и надградување и уште личности во таа листа, сепак е интересно од политички аспект што првата порака е до функционер на ДУИ. А ДУИ е нели традиционално на 20 години се колна во блиска соработка со САД. Инсистирате на прашање низ емисијата. Кажав дека овој чин пред се има политичка порака, според мене, а не некаква законска Која е политичката порака на САД до ДУИ? Претпоставувам до ДУИ. Може да влеземе во сферата на шпекулации, нели? Сметам дека аналитички. Ајде. Сметам дека ова делување е пилот проект за оно што ќе следи и како таа листа ќе се прошири. Не е бадијала ставен токму овој господин како прв, да видат како јавноста ќе реагира за оваа листа да се прошири и да се дојде до некаква разврска. Може би е тоа врзано со ДУИ, може би е врзано со некоја предизборна коалиција која треба да се спроведе, може би се адресира таа консолидација со огнените, нели, и сето тоа во тој контекст. Но гледајте како реагира ДУИ. Значи, ДУИ е спремен да го пушти Мерко низ вода во име на тоа дека ќе испадна државничка партија и дека ќе останат блиски до пораките на Соединетите Американски држави. Значи, они елегантно одговорија на сето ова, би рекол и спремно. И ако не го видов ниту премиерот, ниту Али Ахмети, никој да го повика Рамис Мерко, да кажете молам, не те молам, туку биди, нели, совесен и дади оставка. Читаме некои информации дека Али Ахмети се обидел, не добил Според оставка. моите информации имал обид, меѓутоа не успешно. Веројатно ќе преспија човеков вечерва, путрена пресот ќе ја поднесе оставката. Меѓутоа, политичката порака е токму некаде таму. Има уште еден мотив кој би сакал да го прокоментирам, односно уште една порака. Велиме дека, ајде, за момент колку и да е неблагодарно, ќе погазиме таа со хипертеза, таа презумпција на невиност, да речеме дека господинот учествувал во такви дејствија, поврзани со корупција. Тој не учествувал сам, системот со години го поддржувал, политичката партија, луѓето на власт, тој не е така, мислам, значи некој му помагал во тоа, никој од нас не е наивен да се впушти во такво нешто без системска помош. Така што сметам дека ќе има еден поширок контекст, дека ова нема да застане со господинот Рамис Мерко, дека ќе се прошири таа листа, меѓутоа тој е првиот човек со кој интересите на Соединетите Американски држави, да речеме, ја опипаваат, нели, ситуацијата како пробен балон. Токму така, како ќе реагира судството и така натаму. Што ќе се случува понатаму, не благодарно е да шпекулирам, меѓутоа тука некаде може да бараме таа политичка порака на сето ова што се случува. Ќе видиме како ќе реагираат органите, ќе видиме дали нешто ќе се преземе, меѓутоа ако почнеме по тој пат и се презима нешто,
веројатно држава ќе остане без политичари. Тешко нив. Така сега, значи, ако е Рамис Мерку проблемот на Македонија, нека тера човекот уште 100 години нека биде граначалник. Не, така гледам јас на тоа. Така што тука би завршил со таа политичка поради, мало извинување до мојата соговорничка, адресата беше во контекст на метафора, така што не мислев дека нели се надевам разбрате во тој дел, но сепак извинување. Не сакам, не. Се надевам дека тоа ќе ни се случи, затоа што навистина мислам дека имаме голема спрега меѓу политиката и криминалот и дека навистина треба еднаш да почнеме да ги изборуваме работите со вистинското име. Не останува точно и истото го реков и јас, станува збор за мрежи, за поврзаности, не само овде, него и регионално и понатаму. Сето ова што се случува овде е една поврзаност во тој тип на делување, поготово кога станува збор за криминал и корупција, кој што на крајот целта е лукративна, стекнување на некаква корист. Нас не се случи Никола Груевски, кој што беше нели синоним за заробена држава, криминал и така натаму, да ни избега. Ја тоа под наводници го ставам, бидејќи ја не видов докази, до сега барем тврди, како што велат од американска амбасада дека ни избега човекот. Додуша нема ни дека го пуштиле, меѓутоа со оглед на тоа како се одвиваше работите. Ако можеше такво нешто да ни се случи, како стига да се надиваме за Мерко дека целото општество ќе го... Застарување на таргет тврдина не се случија многу работи, пропагање на специјалното јавно обвинителство, значи многу работи ни се случија и токму тоа ни прави да луѓето едноставно не реагираат. Значи едноставно чекаме што ќе се случи следно. Нема ова да биде ни прв ни последен случај, ако се поднесе оставка ќе биде да видиме после понатаму што ќе следи, како ќе се одвиваат работите. Дури нема ни одек. Нема, луѓето се веќе од експерти, од апатични институции, ќе помине. Инертни затоа што се свесни дека нема не само од луѓето, нема ни од политичарите, ќе од време на време ќе прочитам изјава од вице-премиерката за добро владење дека ги повикува институциите да си ја работат работата. И некако тука се завршува. Сите чекаат став од озгора, како беше тоа, да некој треба да има од централата став. Никој не сака, никој нема лично никако ништо што да каже. Тоа е знакот, повторно ќе кажеме, заробената држава. Се додека не го смениме и моделот на избори, начинот на кој се бираат пратениците, начинот на кој се бираат судиите за да може и граѓаните да учествуваат во тоа, па и јавните обвинители. Значи, се додека ние сериозно не направиме некаков ремонт на овој систем и доста веќе го храниме, го подхрануваме со уште обуки, значи не можеш ти нешто што не функционира, она теорија на мртов коњ, не го бива ова. Ние мораме да смислиме нешто ново, како понатаму да се води оваа држава. Ки има ли постапка или барем да се разгледува евентуална можност за отворање постапка за купувањето на Соравија од внукот на Али Ахмети? Па јас тоа го слушнав пред доаѓањето вамо во Вестиве. Ние во ДКСК за сите постапки одлучуваме колективно и мора да ќе заземеме став. Во моментов за сега ништо немаме разгледано и дискутирано во врска со тоа. Накнадо ќе бидат објавени резултатите од некоја постапка како имаме, ќе се разгледат можноста, но во моментов не можам ништо да кажувам, пошто освен информациите што ги добив од Вестиве пред доаѓање во оваа емисија, немаме некои други сознанија и немаме воопшто дискутирано ништо во однос на тоа. Како ни стана традиција, господин Сталију, Салајс, извинувам, 20 годишни момчиња да бидат собственици на компании што може да си дозволат десетици милиони евра да купат трговски центри, 18 годишни момчиња да отвараат фирми за струја, сопругата конкретно на премиерот Ковачевски да добие исто да биде во бизнисот со струја, меѓутоа и некое државно земјиште да добие од државата која што ја раководи премиерот, и сите тие момчиња се синови и деца, внуци на поранешни функционери Зоран Заев, Али Ахмети и така натаму.
Па тоа е воопштата ситуација во државата како што ние, како што си одат работеве и сето тоа се заокружува, се закрунува со некои такви постапки, затоа се органите кои треба да постапуваат и да ги разгледат сите тие можности и да се гледа од каде се средствата, на кој начин, дали има прање на пари. Дали нешто од ова кај вас се работи? Ние во насока на тоа ние доста имаме дискутирано за законот за потекло на имот, да се може секој граѓанин да се провери од каде е потеклото на имот. Но ставот, односно иницијативата потекнувала од кај нас. Лично јас не сум за тој закон, но без оглед на тоа ставот од поголемиот дел од членовите дека треба таков закон. Со иницијативата и работната група што е направена во врска со тоа било пред 2 или 3 години, сега не се сеќавам, не ме фатите за збор, ние се покренуло тоа, имало некои испитувања од страна на Советот на Европа, кои вршиле некои истражувања во врска со тоа и на кој начин да се донесе, и нивното беше да се донесе закон со кој во граѓанска постапка без некое кривично стекнување на имот да може да се конфискуе, но во заграда беше како закон за потекло на имот, што доста од власта, навошто Лупчо Николовски се фале тога дека носиме таков закон, со измена на кабинетот, сега вице-премиерката ги води тие работи и сосема во друга насока се разгледуваат работиве. Тој предлог законот што беше доставен тогаш не беше како што треба, но моето мислење зашто сум против таков закон, заради тоа што ние имаме механизми по други закони каде може без никаков проблем да се испита потеклото на имот за секој поединец. Значи тука се јавното, управата за јавни приходи, финансиска полиција, разузнавање, имаме Министерство за внатрешни работи, значи на секаде има. И сега зошто е потребно некој посебен закон кога едноставно да се имплементира тие закони и тоа ќе се постигне. Со тоа ние ќе создаваме уште еден орган или во склоп на некој орган што ќе го заглавиме со дополнителни работи и од другата страна ефектот нема да биде туку, ќе биде само некое да речеме некое препукавање помеѓу политичките партии за индивидуалци, значи некој има за намера да го стават во некоја листа, па тој ќе излезе дека да му се преиспита потеклото на имот и така да тука ќе биде уште поголема. Ева премиерот побара се испита имотот на административците во УЈОП и во Царина, кои што најавуваат протести и штрајкови. Па сега, кога некој се жали, ајде да им испитаме имотот, па да видиме дали ќе престанат. Зачудува како може, дека колку години ги имаме, 20 години, и овие сите институции, кои што навистина се нови, не се многу, и антикорупцијска комисија, управа за финансиско разузнавање, финансиска полиција, јавно обвинителство за организиран криминал. Значи сите се тие релативно нови, но ние донесовме добри закони, тие сите институции се поставени, луѓето се обучени, компетенција има, меѓутоа не успеа да покажат она што треба да го работат. И ако тоа се функционира, ние не треба за ова воопшто да разговараме. Ал Капоне го затвориле за затајување на данок. Значи, од каде овие пари, како се дошло до тие пари, си платил ли некој данок за да се стекне или си ги стекнал како наследство, ама од кого? Значи, може ли тоа да биде перење на пари? Значи, има многу прашања што можат институциите кои што сега се постоечки да ги одговорат. Меѓутоа, мислам дека станува збор за истата работа. Тие институции се заробени, не им се дозволува да работат, не дека немаат капацитет и ресурси, него повеќе се плашат за постапување, од разрешување, од некакви последици по тоа дека ќе почнат да ја работат својата работа. Јас само нешто би се надогрзал во иницијативата која почнавме за законот за потекло на имот, тоа произлегло од тоа законската неможност, односно од нашиот закон, што функционерите може да се испита имотната состојба, односно проверка на веродостојноста на податоците, дур се во функција, додека после тоа немаме право, заради тоа ние баравме потекло на имот, дека ако тие за време на функционирање ги имат имотот ставен на анкетните листови.
не закетили, но имотот го имат запишано на друго лице, физичко лице, па после функцијата ги префрлат на себе. Но тука само во законот, нашиот закон да се измени, да се стави некоја рамка од некои си 2, 3, 4 или 5 години, после престанокот на мандатот на функционерот да може да се преиспита или да доставува некои измени во имотната состојба. Колку од актуелните функционери очекувате, дали очекувате од актуелните функционери да се најдат на црната листа и дали може тоа да резултира на крајот со некое такво пазарење за евентуални уставни измени? Па токму тоа е една, ајде да кажеме уште една политичка порака на целава ситуација. Очекувам дека ќе има и некои актуелни функционери или политичари за сето ова да се спакува во еден културен пакет пред јавноста, на страна што тоа и треба да биде така. Меѓутоа, поуката на сето ова што се случува е дека без директна интервенција од меѓународната заедница оваа држава не може да функционира. Значи, доколку Мерку не беше ставен на црната листа, ниту ќе зборувавме вечерва за него, ниту некаков судски процес ќе се извршуваше веројатно. Така да тоа е поуката. Јас нема да бидам изненаден за едно месец, два од сега да најдат некое бугарско потекло на господинот Мерку, да земе државјанство и да стане главен политички чинител во Бугарија. И тоа не би ме изненадило. Така што извинете, од Фундацијата Македонија, бугарски за само за 250 динари. Доказ за бугарско потекло. Токму така, да се надеваме, колку и да звучи сега ова невкусно, дека оваа листа ќе се прошири со некаква поголема цел, како што говореа моите соговорници вечерва, да извлечеме нешто од тоа, да реагираме и да дојдеме до некаков заклучок. Па нека биде тоа и политичко пазарење, некакви политички потреси, да кажеме, на сцената во предизборието и во самото изборие. Само да тргне нешто на подобро. Да се смени. Така, да. Предпоставувам тоа е одговорот на прашањето на премиерот како можеше Вашингтон да види што се случува во Македонија, а не институциите тука. Очигледно ни покажа. Виделе сите тука. Кој беше одговор на премиерот? Да се чуди зошто институциите не постапиле, па кој прашува? Тој што ги води институциите, мислам. Имаме една појава тука дека лицата, значи од власта кои кога се чуда за некои работи, кога признава со првото доаѓање на експертите од УСАИД во Американската амбасада тука кај нас, пред колку месеци тоа беше, кога пак се раздвижа работиве и призна сите, започнувајќи од министри, од премиерот и сите, дека признале дека има корупција. Сега да признаваш дека има корупција, а си на власт, не преземаш ништо, значи тука нешто не е во ред. И значи секогаш кога сме во тесно се раздвижуваме. Што малку забораваме тоа, пак продолжуваме по старото. Со оглед на минатото и ВМРО-ДПМН не би требало многу да се чуди околу Мерко, посебно бидејќи тие со години заработуваат со него. Јас се надевам дека во блиска иднина ќе видиме некаков епилог од се тоа. Ви благодарам што вечерва гости во 24 анализа. Благодарам. Беше задоволство. Почитувани, ви благодарам на вниманието.